По кратката пауза повторно се враќаме назад во живот студиото на МТМ телевизија и веќе е време да ви ги представам моите денешни гости и соговорници. Најнапред ќе започнам од првата и единствена дама која што е со нас, Александра Неделковска, председател на Кикбокс Федерацијата на Македонија, потоа Драган Атанасовски тренер, Мики Ивановски и Далибор Огнанов, кои што и тоа каков повод има за денешното нивно гостување. Здраво и добро ни дојдовте во студиото на МТМ. Како што споменав, поводот е голем за денешното гостување, станува збор за еден голем успех кој што овие двајца момци го постигна и кој што всушност се враќа во Македонија од едно патување, а при тоа донесоа и медали. Станува збор за еден бронзен и еден сребрен медал. Јас би сакала да започнам токму со нив. Еве, ќе му дадам предност на оној кој што го освои сребрениот медал. Мики, тоа беше ти. Кажи ми најнапред за каков вид на борба стануваше збор и за нешто повеќе околу самото првенство. Значи, тоа беше борба на европско првенство во Малтай или познато како тајландски бокс. Така што се одржа во Харков, Украина. Мојот прв противник беше од Романија. Него го победив со 3:0. Така што потоа влегов во финалето и се борев со домашен противник Роман Кутас од Украина, каде мислам дека по неправена одлука на судиите изгубив борбата во финалето која ми фалеше да го земам златниот медал. Така, задоволен си со сребрениот или се стремиш на следното наредно надпреварување да се вратиш со златен медал? Па и второ место е голем успех, бидејќи си работи за европско првенство, но ќе бев повеќе задоволен со златен медал, бидејќи се стремев цело време за тоа. Конкуренцијата претпоставувам дека беше голема, дали е тоа уште поголем мотив да се вежба, да се тренира, да се подготвуваш? Па конкуренцијата е секој пат голема на европски и светски првенства, бидејќи тоа се првенства од голем ранг. Ние секој пат се трудиме максимално да бидеме подготвени за ваквите првенства, бидејќи се стремиме да земеме медал. Така, Далибор, еве, јас би продолжила и со тебе, ти се врати со бронзен медал. Да. Тоа навистина не е мала работа да се биде трет нели на едно вакво првенство. Беше ли тешко да се освои бронзениот медал? Па беше тешко да се освои бронзен медал, значи на мене ми е ова втор пат што учествувам на Малтай техника, значи во Харков, во финалето се борев со Русин, тешка борба, значи изгубив правилно. Значи надевам се дека следното првенство ќе земам поголемо место и на следното ќе свајам поголем резултат. Така. И прашање, јас тука некаде би му поставила и на тренерот. Сакала да ве прашам со оглед на тоа што овие момци се враќаат со медали, тоа значи дека можеме да застанеме рамо до рамо со сите светски надпреварувачи? Па може да застанеме од едноставна причина затоа што и двајцата што имаа борбите што ги изгубија од нивните противници, и двајцата стана европски прваци. Значи доколку ги пројдевме нив, значи ние би биле сигурно европски прваци. Така, потребно ли е многу влажување за да се стекнеш со медал на едно вакво големо надпреварување? Не само влажување, него и одрекување од пуно работи што во животот. Значи мора да се одречеш од многу работи и да вложиш за да стигнеш до тоа ниво каде што можеш рамноправно да се бориш со останатите на европско. Така. Александра, вие не сте прв пат кај нас во студиото, сме имале можност и предходно да ве поканиме, секако на задоволство претоставам на гледачите. Секогаш кога има за тоа нели прилика каква што е и ова, Кикбокс Федерацијата на Македонија се покажа и се истакна во последниве години, навистина освојувајќи големи награди, медали на големи надпреварувања европски и светски. Вие како председател, какви се вашите заложби? Па огромни. Заложбите на председателот и председателството на луѓето кои што работат заедно со мене се навистина големи. Се стремиме секогаш на спортистите да им овозможиме најдобри услови со оглед на тоа што ја представуваме Република Македонија и секогаш како што кажа и двајцата спортисти и тренерот, значи се стремиме да ги освоиме пиедесталите на највисоко ниво со оглед на тоа што сме секогаш подготвени и спремни за освојување на медали. Вашите гледачи и македонската поширока јавност се запознаени дека нашата федерација е една од најтрофејните федерации.
Од сите светски, европски првенства, меѓународни купови, балкански првенства се враќаме со медали. Се враќаме со медали кои што се навистина со труд освоени и медали кои што се вреднувани од Агенцијата за млади спорт, и тоа е еден дополнителен потик кој што им дава мотив на младите спортисти, како на сениорите, така на јуниорите, што повеќе да се практикува кикбоксот, да се вежба, бидејќи сите тоа продува со резултати и здрава младина, нели? Така, би сакала и ве повторно прашање до тренерот. Ке ни кажете ли колку на која возраст е идеално да се започне да се тренира овој спорт за потоа да се достигнат овие врвни резултати? Овака, за Маутај може да се започне негде од 7 години. Значи, најидеална возраст, мада е поголема спецификата која се работи со млад кадар. Значи, таму не сме да има грешки за да не се доведе до деформитет некој, односно друга насока на самото лице. Значи, потребни се и од педагошки, и од психолошки аспект, и од стручно-медицински аспект, за не само тренерски. Значи, има многу работи каде што детето тогаш почиња во развој. Значи, треба најпрво да се развие координацијата на раце, нозе, тело. Значи, има, зашо овој спорт, теланскиот бокс, односно Маутај, е комплексен спорт каде што има најмногобројни удари. Значи, не е како другите спортови, значи бацено е цела рачна техника плюс лакти, од ножната техника цела ножна техника плюс колена, значи кога би ги составиле тие, би ги израчунале со комбинации, спаѓаат милион комбинации. Вака опасно ми звучи кога ги споменавте сите овие комбинации. Дали е опасен овој спорт? Опасен. Настануваат? Секој спорт е опасен доколку не се работи правилно. Доколку се работи правилно, нема никаква опасност. Дали може да го броиме во еден од попопуларните спортови кај нас во Македонија? Па во Македонија не, но во светот да. Во Македонија повеќе е кикбоксот застапен. Значи, тоа е дел од нијанси каде што се разликува од теланскиот бокс, односно кикбоксот е малце похумен. Така. За разлика од теланскиот бокс, каде што теланскиот бокс го рачунаат како брутален. Но со новите овие европски и светска првенства, значи со сета таа заштитна опрема не доаѓа до таа бруталност, односно во професионалното каде што се работи без заштитна опрема е веќе многу опасно. Така, дали тренерот спомена дека треба многу откажување, многу одрекување и секако интензивно вежбање. На која возраст започна ти да се занимаваш со овој спорт? Значи, јас започнав во 7 година тренирам. Токму идеалната возраст која што ја споменавте. Да. Значи, овде тренирам во Скопје. Тренер ми е Драган Танасовски. Значи, се спремаме, тренираме, докажуваме резултати. Последните првенства ми се сите први места, да се почнеме повеќе и со Маутај. Надевам се дека ќе освојуваме медали со добар тренер, психолог. Така. Вики, на која возраст започна ти да се занимаваш со овој спорт? Верувам дека ова прашање ги интересира нашите гледачи затоа што можеби оние кои што би сакале да започнат со овој спорт, а ја надминале онаа 7 годишна возраст, можеби ќе се пронедат во разговорот, па ќе се активираат и тие спортски. Значи, јас започнав на 15 години да тренирам, така што 2008-та, да кажеме така по-професионално, каде имам земено голем број на први места, имам освоено голем број на купови, европски првенства. И сега ова ми беше прво големо првенство европско во Мајтај, каде се надевам дека ќе продолжиме и понатака да освоиме медали во оваа дисциплина. Има ли, Драган, разлика помеѓу тренирањето пред важен надпревар, пред важно првенство и она секојдневно тренирање? Знае ли да се интензивира тренирањето? Тоа е више комплексна работа каде што не само во Маутај или кикбокс, него во сите спортови. Секојдневното тренирање е одржување на некое ниво, односно рамниште каде што сме застанале. За секоја понатаму настан или првенство,
има посебен режим и тренинг каде што зависи од периодот, негде кај од 30 до 90 дена подготовки. Така да има поспецифично, си има таму, прво си иде општа издржливост, специфична издржливост, брзинска и брзина и ред други работи, така да... Така, споминавме која е идеалната возраст да се започне со овој спорт, меѓутоа не споминавме кога веќе е касно да се започне да се тренира тајландски бокс или веќе кикбокс. Никогаш не е касно, затоа што во светската пракса има, мислам, докажано дека некои што почнале во по-досегашен период, односно после 20 години, па за релативно краток период станале и европски и светски шампиони. Што значи најбитно е волјата, талентот, генетиката и стручниот кадар со кој што работи. Дали и девојките се вклучени во овој спорт? Да. Мислам во Македонија нема, но на европски и на светски првенства и девојките исто учествуваат во овој спорт. Александра, да ве вклучиме и вас во разговорот, никако ве оставивме настрана. Оно што е важно да исто така да споменеме е дека Кикбокс Федерацијата на Македонија не мирува, постојано сте во некакви подготовки или сте некаде надвор од Македонија или се подготвувате да заминете. Се подготвувате во моментов да заминете на јуниорското првенство во Полска. До каде се подготовките, кога ќе се случи ова првенство? Па согласно календарот на Кикбокс Федерацијата на Македонија, усогласен или со вака Светската федерација за кикбокс, активности има буквално секој месец. Ние ги селектираме оние каде што ќе учествуваме. Задолжителни ни се светските и европските и куповите кои што се на ниво на Светската федерација. Сега во овој месец септември на 15 веќе се заминува за Полска, каде што јуниорите и кадетите го имаат своето првенство. Таму ќе отидат, ќе патуваат репрезентативци на Македонија кои што го изборија своето место на државното изборно првенство. Се надеваме и отаму со медали, иако се млади, меѓутоа се многу перспективни, многу амбициозни, подготвени се за медали. Па ќе видиме следно гостување сигурно ќе биде со нив. Така, а потоа следуваат и двете светски првенства, едното во Бразил, второто во Анталија. Да. Кога ќе се случат овие? Првото првенство ќе биде во Бразил, тоа ќе биде од 26 па до 7-10 оваа година, нели? Тука ќе биде сениорско првенство, кое што ќе биде во хард дисциплините, малку во потешките дисциплини, односно ќе бидат во каеден и во лоу-кик дисциплината. Таму ќе патуваат и Далибор и Мики и уште двајца наши македонски надпреварувачи, Ненад Мануиловски и Димитар Георгиев. Во фаза се на подготовки за тоа првенство. Тренерот веќе им има изготвена нели програма по која што тие се организираат, ја следат програмата. Исто така и оттаму очекуваме медали. Следното е во ноември месец Анталија, останатите дисциплини, помеките дисциплини во Турција, каде што ние имаме веќе медалисти и од двете светски европски првенства и од светски првенства, се надеваме дека ќе се потврдат резултатите и ќе се подобрат. Така, Александра, вие споминавте дека Агенцијата за млади и спорт ги вреднува успесите. Би сакала еве Далибор и Мики да ги прашам лично каков фидбек добивте вие од сите овие ваши досегашни достигнувања? Има ли мотив тука да се продолжи да се тренира? Секојаш има мотив, значи секој првенство сакаме да биде со поголем резултат, значи докато не се ствара желбата да станеме светски прваци и да го задржаме светскиот медал, значи да бидеме повеќе кратни. Така, што е со оние награди, со оние мотиви кои што се во однос на финансиските средства? Тука, ајде јас да земам збор како претседател, нели, бидејќи сум запознаена многу повеќе околу таа проблематика. Агенцијата за млади и спорт има донесено заедно со владата на Република Македонија закон за категоризација за спортистите. Тука се влизени и нашите спортисти, меѓутоа за да се добие стипендија од Агенцијата за млади и спорт и да бидат категоризирани како носители на овие стипендии, значи нашите спортисти треба да имаат најмалку 3 победи. Далибор и Мики не може да ја добијат таа стипендија оваа година, бидејќи од ова светско европско првенство во Малта, бидејќи немаат 3 победи. Значи услово за да се добие таа финансиска награда се 3 победи. Пред нас се светските првенства во Бразил и во Анталија, се надевам дека двајцата ќе ги исполнат тие услови, тие критериуми кои што се нели согласно законот на Република Македонија и Агенцијата на млади и спорт
ќе бидат вреднувани и ќе добијат стипендии, а штом ги добијат стипендиите, доколку се први места нели добиваат со одредена возраст кога ќе постигнат и пензија до крајот на животот. Така. Би сакала повторно да се навратам на тренерот. Драган, она што е важно да го споменеме, освен тоа што сте вие долгогодишен тренер, вие сте и меѓународен судија. Пред малку во разговорот Мики спомена дека се чувствувал малку и оштетен од страна на судиите. Имате ли вие чувство дека го дадоа својот максимум и дека можеби доколку не беше тоа оштетување ќе се вратеше со златен медал? Па доколку Европското првенство не беше во Украина, доколку беше во друга земја, тогаш можеби ќе можевме да земеме златен медал. Го зборам тоа од аспект затоа што без разлика за било кој спорт се работи или било каде што, значи домаќинот се домаќин и судиите имаат некоја симпатија према домашните надпреварувачи, тоа што тука влија и публиката и целиот настан. Неговата борба финална, мали нијанси одлучија кој ќе биде победник, ама тоа е тоа. Најважно од се е тоа што вие како тренер сте задоволен од Да, задоволен сум и од двајцата, значи прикажа убави борби. Тоа што го работевме на подготвителниот период, го практикуваа таму, значи останатото беше тоа. Значи им се победија јаки противници и задоволен сум од еден аспект што фактички они изгубија од европските прваци актуелни сега моментално што се. Така, секако дека тоа навистина не е за подценување и тоа е една, јас ќе ја наречам утеха, меѓутоа можеби не е правилниот збор. Сепак овие медали кои што ги донесаа кај нас во студиото говорат за нивната посветеност и повторно ќе споменам она што го споменавте на самиот почеток за одрекувањето. Од што се треба да се одречете за да бидете шампиони? Има ли од некои работи од кои што навистина ви е жал што се одрекувате, можеби ноќниот живот, можеби... Па, би кажал ја прво програмата како што е, а они после ќе си кажат што ќе се одречат. Значи, во подготвителен период, значи се работи 2 пати дневно тренинг. Значи, едниот тренинг е сабале, рано сабале, негде околу 7-7:30 и трае 2 часа негдека. Обично е тоа кардио тренинг со вежби зависи во која фаза од подготвителниот период, дали се за издржливост, за сила, за брзина. А навечер се работи уште еден тренинг, каде што се работи техника, тактика и други комбинации. Така да ако 2 пати дневно тренирате, а тренирате квалитетно, каде што се дава максимумот, значи остатокот од денот или вие во одмор, или во ред некои други работи кај што се неминовни да се завршат. Ама сега прашате ги нив, они ќе ви кажат да видим. Така, истото прашање еве и за вас, кој би сакал прв да одговори, Далибор или Мики? Тешко ли е да се постигнат сите овие барања од тренерот? Овие напорни тренинзи, а при тоа да не се занемарат сите оние други секојдневни активности? Па ако имате цел и сакате да ја постигнете во спортот, значи треба да се откажете од неколку работи. Пример, како што кажа тренерот, тренирате 2 пати на ден на сабајле, за да станете рано, за да можете да тренирате и да го издржите тренингот, навечер треба да се легнете порано. Така што малку не се скратени некои работи во врска со ноќниот живот, со излегувањето. Исто така не смеете да употребувате алкохол, цигари, уште полошо од наркотични средства. Така, вашите мускули кои што јас ги гледам ме потсетуваат на филмовите, на оние лоши момци. Сега можеби нашите гледачи ќе се насмеат на ова прашање, меѓутоа спаѓате ли во категорија на лоши момци со оглед на тоа што навистина знаете и со рацете и со музата да ракувате? Тука морам јас да земам збор. Ако се лоши момци нема да бидат овдека во нашата федерација, нема да бидат членови, затоа што селекцијата е голема, значи за да дојдат место репрезентативец на Македонија, да ја представува Македонија, треба да исполнуваат одредени критериуми. Не само што ќе бидат први на државните првенства, туку самата наша федерација си има критериуми, овие млади дечки се стремат тие критериуми да ги исполнат.
Значи водењето на здрав живот, образованието и сите оние добри особини кои што ги красат нашите спортисти се услов за да бидат овдека, а мускулите се природни, верувате. Мускулите се само движат делото. Би се надоврзал на ова, зашто мислам почесто го имам ова прашање како прашање добиено. Сакам да кажам, да напоменам само едно, значи тоа е повеќе од психолошки аспект. Значи лоши момци, мускули, тепање, ова, значи нема врска. Значи они спортист, кој што е спортист, он вежба и знае зашо вежба и кај треба да се докажува. Доколку останатите каде што се на улица, тие немаат кај да се докажат, немаат ринг, немаат професионалци, они се докажуваат на улица. Тие што вежбаат и се спортисти се докажуваат на ринг, каде што е местото за борилиште. Так, наистина убав одговор, токму на како што очекував. Јас тука некаде ќе ви заблагодарам за гостувањето, ќе ви посакам успех на претстојните првенства кои што ги споменавме и сега пред самиот крај има ли нешто што не прашав, а што би сакале да додадете? Јас не би могу. Па како куриозитет, никој од овие тројца не спомна дека во Харков, во Украина, беше Буакав Порпрамук, значи еден од најпознатите К1 World Max борци во Маутай дисциплината и во кикбоксот. Значи навистина беше куриозитет да го имаме таму, да направиме фотографии со него. Не знам дали вашите гледачи има можност да ги видат тие од вашата режија. Точно така, да. Тоа е Буакав Порпрамук, значи еден од најпознатите борци. Светски борци, така кој што сега на 12-ти има во Шпанија К1 World Max е турнирот, таму ќе има свој настап, одлична прилика нашите спортисти да се запознаат со него, да се видат со него, да ги видат неговите способности, бидејќи тој демонстрираше техника на рингот во Харков и навистина бевме сите одушевени од сето тоа. Тоа значи дека може да се научи нешто и на овие надпреварувања, освен што може да се покаже тоа што сме го научиле, кога се има можност да се биде со едно големо име во светот на борбите, тоа значи дека може и да се украде некоја од вештините или пак се лажам. Не, секојаш има, значи во секој спорт секојаш има простор за надградување. Значи како што е техниката, искачаат нови модели, така исто во спортот, значи има нови моменти каде што се самиот борец или и као борец се наградува и као личност. Значи со самото постоење во спортот, значи се стекнува и со самодоверба, и со искуство, и со нови знаења. Тука некаде јас ќе се заблагодарам уште еднаш за гостувањето. Се надавам и искрено посакувам дека следниот пат со Злато ќе дојдете кај нас во студиото и тоа ќе биде уште еден голем повод за интервју. Сега за сега тоа беше се од нас и секако доколку немате што да дадете, јас би се поздравила од вас и би најавила се она што е подготвено од режијата.